Почитувани граѓани, почитувани медиуми, ВМРО ДПМН со предлог буџетот за 2025 година уште еднаш ја покажа безидејноста и незаинтересираноста за потребите на граѓаните и развојот на економијата. Ова е буџет за власта, а не за народот. Нереален, неразвоен и недомакински, буџет во кој што нема ништо од ветувањата за подобар животен стандард, социјална поддршка, нови инвестиции, развиена економија. ВМРО ДПМН скрои предизборен буџет кој ќе биде генератор на нови долгови со планиран дефицит од 4%, кој го крши законскиот максимум со зголемени непродуктивни трошоци, а скратени пари за ставки важни за граѓаните. Во новата буџетска каса не се планирани средства за зголемување на минималната плата. Со ова ВМРО ДПМН потврди дека нема намера за нагорна корекција на минималната плата и подобрување на животниот стандард на граѓаните. Ако се анализира поддршката за социјална политика, јасно се гледа дека за следната година власта решила да ги намали средствата за клучни ставки од овој сектор. Намалени се средствата од 80 милиони денари на 60 милиони денари кои согласно Законот за игри на среќа се трансферираат кон националните сојузи на инвалидските организации, Сојузот на слепи лица, Сојузот на глуви и наглуви, Сојузот на трудови инвалиди и слично, средства кон Црвениот крст и Сдруженијата за борба против насилството врз жените и семејното насилство. Следната година ќе има помалку пари или речиси ич пари за трансфери кон невладините организации, провајдери кои ги спроведуваат социјалните услуги, кои се однесуваат на обезбедување услуги за помош и нега во домот за стари лица, помош и нега во домот за лица со попреченост, личната асистенција на лица и деца со попреченост и други ранливи категории на граѓани. ВМРО ДПМН ветуваше за 30% зголемени права од социјална заштита, но и оваа ветување не е исполнето во буџетот за 2025 година. Нема предвидено средства за зголемување на гарантирана минимална помош, за правата на лицата со попреченост, за туѓа нега, за социјална пензија. Во делот на капиталните инвестиции за социјална заштита, кои се однесуваат на инвестиции за нови дневни центри за лица и деца со попреченост, за старечки домови, е планирана сума која нема да биде доволна ниту за реализација на веќе започнатите повеќегодишни инвестиции од 2023 година, но и за оние од 2024 година. Нема да има средства, ниту пак има средства за нови капитални инвестиции во 2025 година. Покрај ова, при планирањето на новиот буџет, власта не водела сметка ниту за изградба на нови градинки. Следната година очигледно нема да се градат нови градинки, освен што ќе се продолжи со онаа што го започна владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во 2023 и 2024 година. СДСМ нема да гласа за буџет кој не ги застапува интересите на граѓаните. Затоа поднесовме 200 амандмани со кои нудиме конкретни решенија за подобар животен стандард, повисока поддршка за социјална политика, за развиена економија. Со нашите амандмани предлагаме зголемување на платите во јавниот сектор и спроведување на обврските од општиот колективен договор, односно поголеми плати за сите вработени во јавниот сектор. Потоа предлагаме 2 милиони денари поддршка за Сојузот на борци. Тоа им го должиме на оние кои се избориле за слободата што ја живееме денес. Со нашите амандмани
Предлагаме да се издвојат средства за 10% повисок месечен надоместок за социјална заштита и повеќе средства за капитални инвестиции од областа на социјалната заштита. Оваа се амандмани кои представуваат вистинска грижа за граѓаните, особено за ранливите категории и ќе предонесат за социјален напредок. СДСМ активно ќе учествува во расправата за буџетот, но цврсто ќе ги браниме нашите позиции, затоа што граѓаните заслужуваат да живеат во развиена и напредна држава со подобар животен стандард. Благодарам.